Заедно со активностите за средување на пешачката зона во централното градско подрачје и тротоарот од десната страна на улицата Димитар Влахов на влезот од градот ќе добие нов изглед. Градежна механизација и работници на предпријатието Имако од Гостивар започнаа со отстранувањето на оштетената асфалтна и бетонска површина, пошто ќе биде поставена тампонска подлога. Се работи за една од најфреквентните делници што беше во многу лоша состојба, особено по раскопувањето на теренот за поставување на атмосферската канализација. Според најавите од општината се планира да се изврши поплочување со бехатон плочки во должина од околу 130 метри. Активностите се дел од програмата за средување на пешачките површини во градот, а што треба да се реализира до крајот на годината. Ние ова година имаме негде околу 1900 квадрата предвидено за реконструкција, значи овој тротоар е широк околу 4 метра, иначе до мултикултурниот центар имаме околу 210 метра. Значи планираме ова година да завршиме овде кај мултикултурниот центар, а планираме исто така реконструкција да се изврши и на тротоарот по Димитар Влахов, тоа е таму кај на влезот во Кочани, така да преостанатите квадратура ќе се искористи таму. Реконструкцијата на тротоарот на Димитар Влахов се планира да заврши до крајот на август, со што ќе се реализира во годишната програма за уредување на пешачките зони во градот. Во меѓувреме продолжува поставувањето бехатон плочки на тротоарот од десната страна на кеот на Кочанска река во правец од мултикултурниот центар до мостот кај градскиот плоштад. Со тоа ќе биде заокружена целата делница во должина од околу 350 метри, за која се користат средства од буџетот на општина Кочани.